Значи, избориме денеска за среќа и се инспирирав за ова, поради тоа што јас ја сакам Македонија, ја се вратив од Америка, 25 дена, точно таму, и си викам, леле бре, што убава земја имаме. И стварно ни е многу убава земја, да ја кажем, Америка е стварно убава. Мислам, има многу убавини, како такви, ама мојот став за Македонија е дека нашата земја е посебна и дека е многу убава и јас сум многу среќен во Македонија, искрено да кажам, ама тоа е поради тоа што мислам дека го имам тој став за Македонија. Сега, ако ви имате став дека нештото не е добро, или ако имате став дека нештото не е како што треба, таму кај што има негативни ставови, таму нема да има среќа. Таму кај што има позитивни ставови, таму е среќата. Гледате, среќата е во ставот, среќата е во нашето гледиште, среќата е во тоа што како ние ги гледаме работите. Да ви кажам едноставна работа за среќа која зборувам. Гледате, денеска се спремав за предавање, еден куп работи сум запишал дека на хартииве. Да. Гледате, наједноставна работа. Сум видел многу луѓе дека ги прави несреќни поради тоа што немаат нешто. Кога имате луѓе кои што сакаат нешто и ги прави несреќни ако го немаат тоа нешто, има многу убав цитат од филозофот Хабард, вели среќа е надминување на препреки кон некоја позната цел. Сега, ако вие имате прогрес кон посакуваната цел, дефинитивно ќе имате среќа, поради тоа што имате цел. И идеш кон нешто кон кое што сакаш да одиш. Дефинитивно тоа е среќа, поради тоа што кога човекот ќе види дека моди и дека иде и се приближува кон нешто, он се чувствува среќен. Но една друга работа сакам да кажам денеска. Многу често не го креираме. Мислам дека среќата е во креацијата. Сега, креираш за што? Креираш за нешто. Ама ти, ако немаш добар став, за кого креираш? Може би, жената веќе не креира за сопругот. Зошто не креира жената за сопругот? Поради тоа што го сменила ставот за сопругот. Дал сопругот допринел да го сменил на ставот, веројатно. Мажот не креира за жената. Он кој креирал за жената, он бил среќен. Ама сега го сменил ставот кон жената, сега нема за што да креира. Не знам, човекот дошол на работата бил одушевен дека е на тоа работно место, он креирал за работното место, бил среќен. Сега не е одушевен за работното место, поради тоа што мисли дека тоа не е добро работно место, не е среќен. Сакале луѓето да отидат во Германија, дошли у Германија, мисле дека среќата е таму, сега викаат среќата е у Македонија. Тие што се у Македонија викаат среќата е у Германија. Тие што се у Германија викаат море доста со Германија, или у Америка можда, или у Швајцарија, море доста у Америка, у Швајцарија, среќата е у Македонија. Не. Луѓе, среќата е во креацијата и во стварањето на животот и на универзумот околу нас. Зашто моментот кога ќе прекинеш да ствараш, прекинеш да твориш, тогаш немаш среќа. Поради тоа што среќата е во твојата креативна енергија. Среќата е во креацијата за нешто, ама ти не можеш да си креативен за нешто ако имаш лош став за тоа нешто. Затоа и реков на почетокот, среќата е во ставот. И ако ние имаме добар став, тогаш ќе имаме креации, ќе имаме емоции, ќе имаме енергија и ќе имаме позитивност. Ама ако ти го смениш ставот, глупост, Македонија, гледај какво е, странство, туѓинава ме отепа. Што и да ти е ставот, не може да биде среќен, поради тоа што секојаш мислиме дека среќата е на некое друго место, ама уствари среќата е во нас, тоест не е во нас, него во нашата креативна енергија. Среќата е во нашата креативна енергија. И кога човекот има таа креативна енергија, за да искрира некаков ефект, за да направи нешто во неговата околина, тој човек мора да се чувствува убаво и мора да се чувствува добро. Зошто? Поради тоа што ствара и поради тоа што твори и поради тоа што креира. Ако имате некој човек што нит ствара, нит твори, нит креира, туку само мрчи, тој човек не може да биде среќен. Ама он па најмалку сваќа дека е до него, поради тоа што, гледате, не е причина. Човекот кога е причина, ја причинува и среќата. Човек што не е причина, не може да причини ништо и затоа не причинува среќа.
Среќата ја причинуваме, но исто така среќата и во нашата одлука да сме среќни и во ставот дека сме на добро место. И ставот дека сме во добра околина, и ставот дека сме во добро обкружување. Сега, кога имате дадени ситуации, ако ви текнува еднаш зборував за за моќта на едноставноста. Зборував за моќта на едноставноста. Ајде да кажеме, имате некој човек, замислете имате некој човек кој што бил во странство. За сите вие што сте во странство, имаме луѓе што се во Австралија, имаме луѓе што се во Америка, имаме луѓе што се низ Европа, имаме луѓе што се во Турција, имаме луѓе од кај да не ми пишавте Словенија и така натаму. Сега, секој еден може да се чувствува носталгичен и секој еден може да мисли дека среќата у Македонија. Секој еден во Македонија може да мисли дека среќата му е у странство, ама моje мислење ова е дека среќата е во стварањето и во креирањето на животот кој што ние сакаме да го имаме. Сега имаш дадена ситуација каде што имаш некој човек кој што ајде да кажеме во странство. И он сега се вика бе, шо ќе ме направи среќен, само да си имав една башта, една градина, едно дворче, на некоја викендичка, во некоја планина у Македонија, покрај ладно потокче, и да си заседам патлиџани, марули, кромиче, лукче, пиперче, само да си ги берам и да си уживам во нештото, ќе бидам многу среќен. Да. Видите, он уствари ужива поради тоа што неговата визија за среќа, дека ќе има двор некој убав, дека ќе има викендица, дека ќе има што и да има, и дека тоа ќе го направи среќен е точно поради тоа што он ја визуализира креативноста негова, затоа што гледате он што визуализирал креација. Кукичка на плажа или некој сака на море или на езеро или Охрид, кај да е, до еден нема врска, на Велешко можда. И сега гледате, он си има креација у глава. И сега гледате, неговата среќа е во креацијата. Некој у Македонија што нема работа или не знае да најде работа, така, леле да сум сега во Америка, да сум во Германија, леле таму ќе си работам, леле ќе си имам парички, ќе си шетам. Ама што прави он прави визија на креација. И затоа мисли дека среќата е таму. Он не може да ја визуализира креацијата на местото каде што е и ја става подалеку од него. Се вика да се сменам земја, да сменам држава, да сменам град, да сменам жена, да сменам маж, да сменам девојка, да сменам дечко. И он ја става креацијата таму поради тоа што на местото во кое што е не може да причини. Не може да ја причини среќата таму кај што е. И он поради тоа што не може да ја причини среќата таму кај што е, тоест не може да направи универзум таму кај што е и не може да го изделува нештото што го сака таму кај што е, он почнува да замислува дека среќата ќе биде на некој друго место. Ја не викам дека не е. Ја живеев во Америка, се вратив во Македонија, поубаво ми е тука, барем така мислам. Ама зашто? Поради тоа што ја причинувам среќата тука, ви имам вас, ги имам клиентите мои, со компании правам team buildings, си имам мојата емисија која што продолжува и оваа сезона и така натаму, ама ја причинувам тоа што мене ме прави среќен и затоа ми е Македонија убава. Сега, ама ако имате некој човек кој што е во странство и работа која што не ја сака, и нема доволно комуникација, и нема креација, и нема живот, и така натаму, не може да биде среќен таму. Тој мора да го заживее животот. Еве да ви дадам пример, например, кога работам со луѓе во странство, поради тоа што работам многу со луѓе кои што се во странство. Знаете кој најмалку е среќен во странство? Тој кој што не предизвикува ништо во странство. Седи дома у 4 зида, седи женава мажов да дојде, или мажов седи дома чека женава да дојде од работа, кој да е ситуацијата. Тој човек е најмалку среќен. Зашто? Не предизвикува и не креира ништо. Разбирате? Но, кога работам со луѓе од странство, кои што се интегрирани во тоа општество, ајде кажете имате некој човек кој што е во Германија, ама он земал германски пасош, работи администрација таму, влезене во системот, или некој кој што во Америка завршил факултет, влезене во системот, работи едно друго трето, тој е посреќен отколку што некој кој што не е интегриран во тој систем, поради тоа што се уште го нема разживеано, заживеано животот таму. Сега ме вративте на тоа што сакав да го кажам за едноставноста. Да, ама ќе ви кажам една работа. Човек не ја сака или не ја цени едноставноста, ако не помине низ комплексност. Видите, ајде да речеме, имате некој човек, поминал низ Америки, поминал низ Германија, низ Швајцарија, бил некаде во странство, вика, леле, само да си имам кукичка у, не знам, Моноспитово, у Струмичко, или кај да си има, у некое место да си има кугичка и да си има нива,
и да си сади, ама он тоа можел да го има пред да отиде во Америка. Може би го има. Бил у Струмица. На Мила бил цел ден. Нема убаво. Зашто? Па затоа што таа едноставност он што ја има не може да ја цени, поради тоа што не поминал низ комплексноста за да ја цени едноставноста. И ова е интересно. Ако го размислите, човек кој што не поминал низ комплексност, тој не може да ја цени едноставноста. Зашто едноставноста ние сме едноставни. Јас сум душа. Вие сте души. Така, сме во разни игри. Ама сме во толку комплексни игри да уствари ние правиме драма која што сами сме ја створиле со делување, неделување, погрешно делување, убаво делување, како и да е, драма. И свикаш, леле, драмава, ама ти си ја сакал драмата, никој не ти ја наметнал таа драма, ти си ја сакал, на еден или друг начин си се сложил на таа драма и се викаш, не ќе да бидам во драма, сакам да имам едноставност. Да. Ама луѓе, ние почнуваме едноставно. И кога е едноставно, човекот сака да го искомплицира. И кога ќе го искомплицира, го бара едноставното пак. Ама кога е едноставно, он бара компликација. Гледате, мора да го сврти, он мора да помине низ комплексноста за после да ја види големината на едноставноста. Ама кога ќе дојде на таа едноставност, се плашам дека повторно ќе ја бара комплексноста. И ќе ви објаснам зошто е тоа така, набрзо. Ама сакам, имам поента. Гледате, сте виделе човек, девојка некоја, била во некоја релација, која што и била окей, ама и била досадна, и била монотона. Се она фатила дечко кој што е комплексен, кој што душата ќе извади, ама тој почнал душата да ја вади уште на сам почеток, ама не, тој било адреналинче, некој убаво нешто. И она се од едноставна врска, не се свиѓа едноставната, затоа што е премногу едноставно, и сега сака да оди у комплексната релација, комплексната врска, абе таму која ќе ја, фигуративно речено, која ќе дојде у бубањот на животот, каде што ќе биде, ајде да речеме, повредена од комплексноста, она после тоа почнува да ја бара едноставноста и вика, бе, шо будала бев оној дечко што беше добар. Тој бил добар, ама ти не си била толку едноставно спремна. Не си била... Едноставноста е спремност, ама спремноста низ изградена душа. Зашто кога душата ќе се изгради, и за жал таа се гради и низ комплексности, и кога таа ќе се изгради, тогаш е спремна за едноставноста. Иначе едноставноста имаме, ама не сме спремни на едноставноста. И среќата ја имаме, и некојаш не сме спремни за среќата, поради тоа што е едноставна, затоа што сме тука и постоиме и можеме да бидеме среќни за се и се што. Ама човекот мора да го искомплицира за да го бара тоа што го нема. Сега, затоа што тоа што го има, му е преедноставно, затоа што го добил, затоа што го има, и не може да го цени поради тоа што го има. Сега бара нешто што го нема. Гледате, ние бараме да сме у странство, тие што се у странство бара да се у Македонија, тој што е ваму бара да е вам, затоа што, гледате, мислиме дека нештото е во тоа што го немаме. Ама едноставноста е спремност. Ако ние не работиме на нашата душа, ако не работиме на нашиот ум, за да го припремиме да ужива и во едноставноста, да ужива и во оброкот, да ужива во телевизија, да ужива да биде среќен со се, ти не можеш да бидеш среќен поради тоа што умот и душата не ти се припремени за едноставноста наречена среќа. Затоа што колку поедноставни се работите, поише ти како душа треба да си спремен да уживаш во едноставноста, затоа што најнеприпремените души кои што не работат на себе, у суштина уживаат и бараат комплексности. Затоа што не е спремна душата за едноставност. Душата е едноставност, среќата е едноставност, ние сме среќа. Како душа сме едноставни, ама едноставноста бара работа за човекот да ја цени едноставноста. Нели? Сакам да ви дадам други примери, од дека запишав денеска еден куп работи. Да. Гледате, имате други ситуации каде што некој човек кој што не е спремен, некој човек мисли дека бизнис сака да отвори нешто, сака да прави едно, друго, трето, пето, десето, супер. Го прави. Сега тоа му е премногу комплексно. И се затоа што му е премногу комплексно, се вика, кај ми е таа едноставната работа, што се зафатив јас ова, ама чекај ти кој имаш едноставната работа, кај што требаше да се отидеш на работичка, да се уживаш, да се допринесуваш, да креираш. Па рековме, среќата е во креацијата. Проблемот е кога луѓето имаат работа и не ја креираат. Проблемот е кога луѓето имаат брак и не го креираат. Проблемот е кога луѓето имаат пријателство и не ги креираат. Проблемот е кога луѓето имаат фамилии и не креираат со фамилиите. Човекот после тоа не може да биде среќен затоа што среќата му бега. И сега, она што се случува
човекот почнува да биде некреативен, почнува да биде премногу статичен и почнува да му смета нештото што го има, затоа што за да го држите нештото што го имате, мора да бидете креативни. Ама кога човекот не е креативен и е статичен, тогаш почнува да бара среќа, поради тоа што кога сте статичен, почнува да доаѓаат негативни мисли, почнува да доаѓа минато, што рековме во една емисија, ако имаш цел, имаш креација, ти му бегаш на минатото 70 км на час затоа што одиш кон некоја визија, кон некоја цел. Ама кога ќе прекинеш да креираш, минатото те стига. И сега кога ќе те стегне минатото и кога ќе те стигне минатото, тогаш ќе стига нервоза, тогаш ќе стигаат негативни мисли, тогаш ќе стигаат оправдување и така натаму. И сега, ако човекот рече и среќата е во мене, тогаш мора да рече среќата е во мојата креативност, ама зашто да креирам? Сега мора прво да го смениме ставот, поради тоа што ако не го смениме ставот дека околината е убава и околината е добра, ние нема да креираме за околината. Човек што има став, мажов не го сакам, женава, мажов има став, женава не ја сакам. Па ти ако имаш таков став, не нема да имаш креација и затоа немаш среќа. А ако имаш убав став, тоа е почеток за креација. Гледате, ставот е почеток за креација. Сега, се ова што го зборувам, човекот секојаш бара среќата надвор од таму кај што е, поради тоа што не причинува на местото во кое што е. Ако човекот е на некое место и ја разубави сопствената околина таму кај што е, он ќе се чувствува среќен, затоа што е фактор. Ако ти не си фактор, не можеш да бидеш среќен. Сега треба си фактор за убаво, може да си фактор за лошо, ама ако си фактор за убаво, ти секојаш ќе бидеш среќен затоа што си причинувач. Човек кој што е окривувач, окривува, други, никад нема да биде среќен затоа што не може да е причини сопствената среќа. Гледате, човек што окривува друг, он секојаш вика другиот извор за среќата, другиот извор за среќата. И луѓе, се слагам, ако имате негативни луѓе околу вас, тие секојаш ви наметнуваат негативни мисли и ви прават проблеми. Со такви луѓе тешко да се среќен околу тебе, но и тоа е дел од креирање на сопствениот простор, креирање на сопствен универзум. Креирање на таа фигуративна, да речеме, бавша во Моноспитово, во едно куќево, во Струмица, или во Берово, или каде и да е, ама таа бавча, каде што имаш патлиџани, пиперки, кромиче, лукче, и сакаш да направиш салата, покрај некое потокче, мислиш дека таму е среќата, тоа е исто фигуративно речено твојот универзум. Затоа што ти не можеш со негативни луѓе околу тебе да мислиш дека ќе имаш бавче уредена, тоа е твојот универзум, каде што ќе набереш патлиџан, пиперки и ќе се направиш шопска салата, зашто не го бива, поради тоа што не ти е спремна бавчата. А зашто не ти е спремна бавчата? Поради тоа што треба да работиш малку за да ја направиш таа бавча да функционира како што треба. Ме разбирате? Затоа што среќата е точно во нас, ама мора да го направиме тој простор околу нас како што сакаме за да бидеме среќни. Но можеме да имаме и став дека сме среќни. Така, може да речете сите јас сум среќен. Може да речете сите дека животот е среќен. Може да речете дека работите околу вас се убаво. Кај да сте? Речете дека работата е убава околу вас, дека нештата се убави околу вас. Насочете го вниманието на тоа што го имате, а не тоа што го немате. Зашто секогаш ќе имате и ќе немате. И ќе ви кажам една друга работа. Ум што се има и тој не е среќен. Ум што ништо нема и тој не е среќен. Ум што има и што нема, има поголем потенцијал да е среќен, отколку ум што се има. Лете, се шетавме низ разни места низ Америка. Богатство еден куп. А му еден момент ја знам, влегов во една продавница, изобилие на убави работи. Викам, гледај, ќе дојде некој тука милиардер, ќе купи што сака, може да купи. Ја не може да го купам тоа. Он може да го купи. Знаете дека ќе сум посреќен ако си дозволам или направам да го купам нештото што милиардеров што доаѓа и го купува тек така, не го прави него тоа среќен. Мене ќе ме направи посреќен да го купам тоа нешто. Имате некои луѓе кои што се во моментална ситуација во Македонија, кои што се помалку имотни од вас. Ама знаете дека може да се посреќни од вас? Зошто? Поради тоа што можеби тие работат да дојдат до некое ниво кое што они мислат дека ги прави среќни. Ами тоа е валидно, затоа што гледате, човекот мисли дека ова ќе го направи среќно. Слушај, одлично. Ако мислиш дека тоа ќе те направи среќен, направи план и дојде до тоа што ќе те направи среќен, ти ќе бидеш среќен. Мојата поента е дека ти си сега среќен, ама човекот има идеја, треба да стигнам до тоа за да бидам среќен. Да, тоа е точно. И направи го тоа и ќе бидеш посреќен од некој кој што има еден куп поише пари од тебе и возе Порше, и вози Ламборџини, и вози што и да е, ама затоа што све му има, не е среќен. Се свикаш, па да, може да и да не си толку имотен и да биде среќен, точно. Точно, апсолутно.
Затоа што идеш ли кон нешто, креираш ли нешто, создаваш ли нешто. Зашто тој што има може да има многу, ама може да има негативни луѓе, негативна комуникација. Замислите, имате некоја девојка со некој богат дечко и однал кај сака. И однал на најубавите плажи, на најубавото место. Ама дечко ја инвалидизира, ја критикува, ја омаловажува. Што мислите дека таа не дај Боже да си у кожата на таа? Ти завидуваш затоа што она постира разни слики на Инстаграм, на оваа плажа, на онаа плажа, на ваму или онаму, луѓе нема врска со тоа. Има ли добра енергија и комуникација околу неа? Ја правили некој да е вреднувана? Ја правили некој да се чувства убаво, да се чувства живо како духовно битие? Може би тој дечко ја земал неа зашто има убаво тело. Па и тој не сватил дека, чекај бе, ама он толку му на него му е таа среќата да има девојка која што има убаво тело и така натаму. Е сега, ама може би она не е таков тип на девојка, ама ја утнала работава со дечко. И сега она е во некоја релација каде што на некој начин све е физички. Се е на ниво на тело, не е на ниво на дух, среќа. А она е, ама поради тоа што она не е тој тип, и гледате, она почнала да препознава дека не е таму среќата и почнала да биде несреќна. Така? Поради тоа што нема околина која што ја прави да се чувствува среќна. Може да имате еден куп пари, тоа нема врска со среќа, луѓе, озбилно ви кажувам, поради тоа што на ум кој ќе му даете се не е среќен. Ум кој што нема ништо и тој не е среќен. Ама сите можеме да имаме нешто и да стребиме кон нешто кон што го немаме, апсолутно. И работејќи на сето тоа, можеме да дојдеме до поголемо ниво на среќа. Некојаш среќа е само во едноставна комуникација добри луѓе околу вас. Имате луѓе што комуницираат околу вас и ве фалат, и ве слават, и ве вреднуваат, и си среќен. Многу си посреќен од некој што има еден куп пари и татко му и мајка му никогаш не му дале пофални зборови, ама он ја наследил фирмата, ама уствари не е газда на фирмата зашто мајката ја раководи фирмата или таткото ја раководи фирмата. Он мисли дека е уфилман, дека он е директор, ама не е директор, поради тоа што и марката и таткото го критикуваат цело време, го омаловажуваат, ако тој вози Порше и Ламборджини, што и да е, не е среќен. Зашто е омаловажуван? Зашто е издеградиран? Зашто е направен парче од некој околу него, кој што има толку големо влијание врз неговиот живот, да тој човек не е среќен, да не си му укожан тој. Да не си му укожан тој. Има некој човек кој што е на некој едноставно место во Македонија, ама сонува за некој другар негов кој што он мисли дека во Америка. Тој што е во Америка, може би е на кокаин, може би има проблеми. Ако работи кај што ќе работи, луѓе, не значи дека тој е среќен. Со други зборови, луѓе, дај да се осврнеме како да направиме околината подобра. И кога ќе се осврнеме да направиме околината подобра, со подобра комуникација на луѓе околу нас, ние да имаме подобра комуникација на луѓето околу нас, да се наоѓаме со луѓе кои што имаат добра комуникација кон нас, кои што не ценат, кои што не почитуваат, кои што не вреднуваат, секојаш ќе се среќен. Секојаш кога си инвалидизиран, деградиран, понижен, и си околу луѓе кои што те права да се чувствуваш за никаде, не можеш да бидеш среќен поради тоа што забораваш на зборот среќа, затоа што си дефанзивен, затоа што почнеш да размислуваш на проблеми кои што ствари ги нема, заради тоа што тој околу тебе ти ги наметнал сите проблеми, поради тоа што ги нема. Зашто? Ги има он. Ти го немаш тој ум. Он го има тој ум. Ама кога си поврзан со таков ум, почнеш да ги имаш и ти. И почнеш да забораваш на сопствената среќа. Сега, кога ќе почнеш да работиш на тебе и на твојата едноставност, и кога ќе направиш околината околу тебе да биде попозитивна, почнуваш да излага твојата среќа околу тебе, затоа што среќата е во ценењето, среќата е во убавата комуникација, среќата е во почита, среќата е во валидизацијата, среќата е во вреднувањето. И ако ја немаш таа бавча, тоаш не можеш да си среќен. Можеш да си на какви да е луксузно место, ама ако ја немаш таа убава бавча, припремена околина, која што ќе те направи да се чувствуваш среќен, што сакаш прави, не можеш да бидеш среќен. Е сега, за да продолжиме малку повеќе со ова, ќе продолжиме во понеделник, ќе ви објаснам зошто сето ова е така. Значи, тема среќа, понеделник повторуваме, продолжуваме со втор дел. Се гледаме повторно во понеделник. Имајте убава вечер. Чао.